Зутер Техада, амбасадорке на Швајцарија, господја Нарине, постојана представничка на UNDP, почитуван господин Бертолини, представник од делегацијата на Европската Унија, денеска со посебно место заради поддршката за воспоставување на ова секторска работна група и директна финансиска поддршка од страна на Европската Унија за имплементирање на нов проект за локален и регионален развој. Почитувани членови, денеска имам чест да ја отворам првата седница на секторската работна група за регионален и локален развој. На самиот почеток сакам да ви се заблагодарам за подготвеноста за соработка. Со денешниот чин на конституирање на секторската работна група во рамки на механизмот за зајакнување на диалогот меѓу властите, граѓанскиот сектор и донаторската заедница, дефинитивно им ја признаваме улогата на единиците на локалната самоуправа во процесот на интегрирање на Република Северна Македонија во Европската Унија. Локалната самоуправа во политиките на евроинтегрирање ќе станува се позначајно. На локално ниво се имплементираат над 70% од националното законодавство, кое што треба да биде усогласено со директивите на Унијата. Општините согласно своите надлежности испорачуваат услуги кои што треба да задоволуваат стандарди утврдени во секторските закони, а кои што исто така треба да се усогласат со оние на Европската Унија. Како, например, во областа на животната средина, но и во многу други. Исто така, општините се значаен учесник во регионалната политика на Европската Унија преку ИПА програмите за прекугранична и територијална соработка. Локалните власти се членки и учествуваат во работата на заедничкиот консултативен комитет меѓу Република Северна Македонија и Европската Унија. Европската Унија во изминатите 2 години директно го поддржува развојот на општините и зајакнувањето на нивните капацитети преку проектот подобрување на општинското управување вреден 2,3 милиони евра, кој што се имплементира со поддршка на UNDP. Во ова прилика сакам да ја истакнам и донаторската поддршка на швајцарската влада, која што има директно влијание на локалниот и регионалниот развој. Со поддршка на UNDP се имплементира и проектот за зајакнување на општинските совети. Министерството за локална самоуправа ја спроведува првата компонента од проектот Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој во вредност од 2,5 милиони швајцарски франци и кофинансирање од буџетот на Министерството за локална самоуправа од 1,3 милиони франци. Втората компонента ја имплементира Канцеларијата на вице-премиерот за економски прашања. Во неговото спроведување покрај Министерството за локална самоуправа се вклучени и 8 плански региони. Министерството за локална самоуправа бараше начин како и политиката на рамномерен регионален развој да добие пристап до ИПА инструментот. Многу ни е важно во процесот на пристапување на нашата држава во Европската Унија да обезбедиме поширока финансиска поддршка за рамномерен развој на целата територија на државата. На овој начин националната регионалната политика ќе биде препознаена како дел од регионалната политика на Европската Унија, со што пошироко се отварат вратите кон предпристапните фондови на Унијата, но паралелно се градат и домашните капацитети. Тоа се процеси кои што треба да се одвиват паралелно, заедно со сите други чекори што ги прави Северна Македонија во процесот на пристапување кон Европската Унија. Почитувани,
Директен повод за формирање на ова секторска работна група е одобрениот проект регионален и локален развој, кој што финансиски ќе биде поддржан и ќе се имплементира во рамките на ИПА-2 инструментот на Европската Унија. Целта на овој проект е да се зголеми ефикасноста и ефективноста и јавната поддршка за локалното владење. Имплементацијата ќе започне во 2020 година. Вкупниот буџет на проектот е планиран околу 7 милиони евра, од кои 6 милиони евра се обезбедени од ИПА инструментот. Со проектот ќе управува делегацијата на Европската Унија во Скопје. Министерството за локална самоуправа ќе го координира процесот преку ова секторска работна група за локален и регионален развој, во кој што членуват представници на надлежните министерства, на донаторските, експертската заедница, представници на граѓанскиот и бизнис секторот. Подоцна, подетално ќе се запознаете со задачите и одговорностите на работната група и на членовите кои што не се ограничени само со имплементација на овој проект. Ова секторска работна група ќе послужи и како координативно тело кое ќе спроведува задачи на експертско ниво поврзани со формулирање и имплементација на националните секторски политики, вклучувајќи ги и оние поврзани со интеграцијата во Европската Унија, спроведувањето на ИПА програмата и на донаторската помош воопшто. Сега му давам збор на господинот Никола Бертолини, представник од делегацијата на Европската Унија, со кого во изминатиот период заедно се залагаме за исполнувањето на агендата на Министерството за локална самоуправа во процесот на евроинтеграциите и имплементацијата на програмите за прекугранична соработка на Република Северна Македонија со земјите соседи. Почитуван министре Фазлио, почитувана амбасадорке на Швајцарија, почитувана представничке на UNDP, почитувана директоре, почитувани колеги, почитувани представници на меѓународните организации, почитувани представници на граѓанското општество. Да, може би не препознам сега некој од нив, но сигурен сум дека има тука нивни представници. Исто така да ги поздравам представниците на регионалните агенции. На почетокот, ова е 10-та секторска работна група. И тоа е нешто што недостасуваше. Тоа е нешто што долго време недостасуваше, би рекол. И всушност, имавме првата средба помеѓу агенциите и донаторите кои што работат со различни општини во областа на локалниот развој и мислевме дека ова е пропуштена можност. И тогаш министерот Фазлио беше многу ентузијастички расположен кон насочување и управување со овие работни групи и за тоа сме денеска тука. Така што ова е почетната точка. Ова не е крајот. Ова е само почетокот на долгиот пат кој што ќе го одиме заедно. Ние би сакале да бидеме многу демократски, сакаме да отвориме дискусии, сакаме да ја планираме нашата помош и поддршка согласно политичките реформи на кои што државата сериозно се нафаќа и затоа очекувам и Министерството за финансии исто така ме слуша, бидејќи не можеме да зборуваме за локален развој без Министерството за финансии. Во таа смисла се е потребно за нас за да можеме да оствариме суштински промени во начинот на кој што политиките се имплементираат, како се канализираат и насочуваат средствата. 37% од нашата помош во моментов се троши на општинско ниво, тоест во општините. Можете да замислите околу 170-180 милиони евра во моментов поминуваат низ општините. Во проекти кои што се или со големи по природа, како големи инфраструктурни, но исто и мали, како што е CBC-то или граѓанското општество или мали некои други проекти во општините. Сакам да кажам дека станува збор за голем број на активности кои што ние ги финансираме, а потоа исто така финансирани од Швајцарија, од USAID, имплементирани од UNDP, потоа имплементирани од
регионалните развојни агенции, значи имаме една силна пролиферација на активности при што согледуваме што прават другите. И тоа е оно што сакав да го кажам, односно да го посочам како важно прашање за работните групи. Исто така увидовме дека процесот на пристапување кон ЕУ не е само за владата, односно не е само во рацете на владата и затоа тие причини имаме многу помош која што поминува преку министерствата, па завршува до најразлични нивоа, ај поврзано со реформи во различни области, како што е градење на капацитети, подобрување на капацитети за менеджирање и така натаму, меѓутоа тоа не е единствениот дел. Имаме една земја која што утре ќе стане членка на Европската унија и размислуваме и за граѓаните, размислуваме и за локалните власти, размислуваме и за граѓанското општество, за бизнисот, размислуваме за тоа дека бизнисот ќе треба да се справува со правилата на внатрешниот интерниот пазар на ЕУ, значи сите овие аспекти ја отвараат вратата за уште поголема интервенцијска помош во сите области. Ние не можеме сега и не сакаме да координираме се што било направено на локално ниво, но овај форум, оваа можност е добра прилика да се подискутира за се она што досега било направено и на кој начин се менува животот на граѓаните. Бидејќи секогаш кога зборувам за проекти, за мене проектот представува дополнителна активност чија цел е да го промени вашиот стандарден начин на живот. Инаку ако не е така, тогаш нема да правиме проекти. Така што оваа работна група треба да делува како форум, таа треба да биде динамичен процес. Исто така треба да се подсетиме дека овој процес е веќе прилично напреднат во Северна Македонија во 9 сектори, благодарение токму на секретаријатот за европски прашања, кој што мислам дека се тука присутни, енеги ги гледам, добра. И исто така тука е и нашата техничка помош која што го поддржува овој процес. Вкупно 9 сетови на работни групи, има многу работа во изминатата година, додека оваа година 2019 тие 9 работни групи ќе продолжат уште повеќе да се развиваат, да созреат и да воспостават индикатори со кои што ќе се мерат крајните резултати од секоја политика или интервенција. Мојата надеж е дека ова група, односно 10-та можеби, ќе се надоврзе на она што било направено и претходно и во смисла не само на она дека вие го работевте тој проект, па ние сега го работиме овој проект, па да не се преклопуваме, туку ќе одиме кон тоа да мериме конкретно на кој начин се подобрува животот на граѓаните во општините токму благодарение на таквите интервенции. И затоа имаме ваков сет од работна група, кој што е во голем состав, дури можеби ќе биде и поголем. Исто така, морам да кажам дека и улогата на граѓанското општество во сето ова е многу битна и сега сакам да посочам дека ќе овозможиме дополнителна помош на мрежа од организации кои што ќе работат во работните групи, во рамките на работните групи, кои што ќе имаат свој глас во работните групи, а се со цел од нив да произлезат сеопфатни политики и реформи. Имајќи го се тоа досега што беше кажано предвид, сигурен сум дека секогаш има многу повеќе средства што се на располагање отколку што има добри проекти на располагање. И ова е особено се однесува на општините. Нашата една општина од акцијата 9 треба да биде во можност да ги подигне капацитетите на вработените во општината со цел тие да се во можност да проектираат и да имплементираат добри проекти кои што ќе внесат вистински промени во општините. И ова е и целта на оваа нова програма која што еве пред малку ја спомна министерот Фазлију, станува збор за ИПА 2020 проект кој што ќе ги поддржува и поттикнува општините во тоа подобро да се вршат својата работа и истовремено ние ќе овозможиме финансиски средства за иновативни проекти кои општините би можеле да ги имплементираат во партнерство со европски градови.
И станува збор за иновативни проекти во секој сектор што можете да замислите. Животна средина, образование, енергетска ефикасност, се она што сметате дека би имале како идеја, да, тоа е можно да се имплементира во рамките на оваа програма. Но, како на крајот од 2020 година да имаме иновативен проект кој што би требало да се финансира, одговорот на тоа прашање ќе зависи од тоа сите нас ако работиме заедно на тоа. Исто така ќе имаме и мала техничка помош обезбедена токму за подготовка на таквите проекти. Значи ова беше еден дел од сето она што го правиме за општините. Исто така, мислиме дека нашата меѓусебна координација е и tekako битен елемент за нашето работење. Не сме во можност да ги спроведеме овие работи самостојно и сами, напротив, знаеме дека веќе постојат синергии што се формирани на локално ниво, па во таа смисла би сакале да се надоврземе на тоа и да направиме нешто повеќе. Со цел да го поттикнеме локалниот развој и се разбира, ние сме многу задоволни што ќе имаме можност да работиме заедно со вас. Може би малку сме и срамежливи сега се уште од страна на UNDP и Министерството во насока на тоа процесот на децентрализација да се оснажи повеќе, да стане посилен или појак да стане. Затоа што ни требаат повеќе пари од државата, кои би биле насочени кон општините со цел да се изготвуваат проекти кои што го менуваат животот на граѓаните. Тука ќе застанам бидејќи имаме доста на агендата, така што ви благодарам многу.